По кратката или не така кратката пауза се враќаме во студиото, продолжуваме да ви ја пренесуваме убавата енергија која што чувствуваме овде од нашите гости. За сите кои што подоцна се вклучувате, ова утро со нас се Кирил Поповски, Билјана Божиновска и Јован Каровски. Ќе продолжиме ние со Билјана, не опфативме една значајна тема за вас. Веднаш потоа ќе продолжиме со играта која што вие многу добро ја познавате, а потоа ќе коментираме фотографиите кои што сите ги подготвивте. Што точно опфаќа смарт проектот и какви нови услуги би можеле да се воведат во аптеките е моето прашање до вас. Така, од 2023 година веќе почна реализацијата на смарт проект, тоа е една континуирана едукација за фармацевтите во која што основното мото е научи денес и практикувај веднаш од следниот ден во аптека. Тука се работат различни индикации и теми, значи почнувајќи од што значи она фармацевско досие и потребата да се запише и евидентира фармацевската грижа, понатаму дијабетот, од кој што излезе дури една светска публикација во која што се гледа дека фармацевтите во еден ден можат многу да помогнат во навремено дијагностицирање на дијабетот, меѓутоа и правилно управување на дијабетот, заради тоа што оваа публикација зборува дека некаде околу 53% на пациентите кои што се веќе со дијагностициран дијабет не се добро контролирани и тука дефинитивно фармацевтот треба да ја завземе својата активна улога во менеджментот и управувањето со терапијата. Веќе понатаму имавме смарт проект на тема хипертензија, дислипидемија и обезност, каде што колегите собраа околу 500 случаи од пракса, кои што случаи во пракса се работат заедно во координацијата со матичните семејни лекари и секогаш велиме дека основата на овој смарт проект е да се она што ќе се научи кои се битните протоколи, како да се постават прашањето кон пациентот, да се охрабри пациентот да се придржува кон терапијата, да се уочи дали таа терапија дава никакви несакани дејства или пак има некакви интеракции. Дефинитивно е нешто што смарт проектот го носи како новитет во делот на фармацевската практика. И секогаш велиме дека смарт фармацевтите се сите оние колеги кои што со љубов си ја работат својата професија. Значи не се класични издавачи само на лекови кои што ја менаџираат терапијата, туку како што спомнавме тука, дават и нефармаколошки совети во делот на прави животни навики, што значи да се придржуваат или направат некоја промена во својот живот во интерес на нивното здравје. И затоа велиме смарт проектот е нешто кое што ќе унапреди фармацевската практика, ќе го постави фармацевтот во здравствениот систем на заслуженото место како примарен здравствен работник, кој што заедно во координацијата со матичните лекари, кои што се примарни здравствени работници, се сепак столбот на здравствениот систем. А каква е во реалноста соработката со матичните лекари? Сепак ќе кажам дека соработката со матичните лекари веќе од 2017 година ние со Центарот за семејна медицина заедно работиме во едукација и едукативни работилници на терен и дефинитивно е многу подобрена комуникацијата меѓу нас, затоа што на некој начин преку овие работилници гледаме дека доколку соработуваме со матичните лекари, многу полесно ќе имаме ефикасност во терапијата кај пациентите. И дефинитивно одиме кон таа насока да таа работка ја подигнеме на повисоко ниво, да ние меѓу нас комуницираме како здравствени работници и дефинитивно работилниците кои што ги направивме во однос на менеджментот на астма, каде што сите инхалатори ги беа на тие работилници и ги направивме сите протоколи како треба да препознаеме кај пациентите кои што неправилно ја користат својата пумпица за инхалација. Тука се координациите што матичниот лекар ќе го посоветува истото тоа фармацевтот од другата страна да ги даде како насоки и препораки и веќе имаме пациент кој што е сигурен дека тие се вистинските препораки за кои што тој треба да се придржува. Чек-листите во кои што понатамо ќе ги дадеме како потсетување на пациентите во домашни услови како треба правилно да се користи таа инхалациона техника. Значи имаме многу работа која што годините наназад веќе ги работиме заедно со Центарот на семејна медицина и Сдруженијето на приватни аптеки кои што оваа соработка ја доведува на многу високо ниво и секогаш ќе речам тие аптеки и фармацевти кои што работат со матичните лекари треба да бидат пример како можат сите останати да функционираат.
со заемна почит, соработка до добри резултати во третманот кај пациентите. Така, сте во интерес на пациентите и нивното здравје, се разбира, треба секогаш да е на највисоко можно ниво оваа соработка. Така е, се согласувам и она што секогаш велиме и повторно апелираме преку медиумите дека доведувањето и воведувањето на фармацевското досие ќе улесни оваа соработка и комуникација меѓу нас. Да, одлично. Ќе се вратиме ние на тема шминка, нешто што најавивме уште во 9:10. Уште во самата најава споменавме дека ќе зборуваме за трендовите кои што сега нели преовладуваат и како дамите денес сакаат да изгледаат. Така. Во периодот кој следи нели во се еуфоричните предновогодишни забави нели најводата ноќ би кажал, есен зима 2020 и пета, да. Се уште, да. Да, ќе се задржат нјуто, односно земјените тонови. Ќе кажам ретро, ќе биде се уште доминира, изминатиот период доминираше, тоа беше нели ружот, кој е доста нели ја дава таа свежина, природен изглед, без тоа ништо. Здравост, да. Ќе се задржат, како што кажав, земјените тонови, нјут варијанти, црвен кармин обавезно, дефинитивно. Да, металик сенки, ајлайнерот, односно тушот. Да, традиционално да се ги кажуваме. Со црвен кармин, тој туш. Ајлайнер, да. Таа линија. Да. Околу косата, нели, превладуваат степените доста многу, холивуд таласи, волуменозни таласи, мини кокчиња, односно пунџички. Аха, добро. Да. Добро, бидејќи колку време рече дека се занимаваш со оваа професија? 9 години. Верувам дека од кога си почнал до сега трендовите многу се менуваат. Да, се менуваат, трендовите се нели движечки од, може да кажам, од ден во ден се променуваат. Но ова се оние нели работи кои остануваат, ретро стилот се враќа се почесто тоа и во облека, нели, да, во секоја сфера. Во секоја сфера, да. И во облеката, во шминката, во фризурите. Добро, јас ги подготвив тука жешките прашања. Да, малку ќе излеземе од вашите теми, ќе зборуваме за нешто малку поприватно, по лајфстайл, така што може да си влечете по едно прашање. Кирил, само те молам, подади го садот на таму. Благодарам. Се толку жешки се шегувам, малку да ви направам тензија. Многу сте ми сериозни. Да. Ајде, кој сака прв, да не бидеме ние лошите наставнички? Никој не се пријави. Ви треба време на сите да размислите. Па што си напишала денеска Не знам, јас веќе од пред 2 сати беше тоа. Ајде, може би, Билјана, ќе го скршим разговор. Ајде, која детска навика се уште не можеш да ја промениш? Браво. Знаете како во животот толку работи сум променила да просто не се сеќавам дека постои некоја моја детска навика која што се уште ја практикувам. Мислам дека некако со годините наназад го изгубив детето во себе, за жал, за некои работи. И тоа баш. Да, така да мислам дека немам некоја детска навика за која што би ја променила во овој момент. Секогаш во животот јас тоа велам, човек кој што сака да работи на себе, постојано наоѓа начини како да стане подобар и преку сите тие работи некако го губи детето во себе. Јас во овој момент баш кога го прочитав прашањето нака, што е тоа што мене се уште ми останало од детството? Можеби детската навика која што ми е потребата да тоа можеби кога децата беа мали, тоа го имав забележано, кога ќе почнавме да редиме слагалици или да играме со некоја детска играчка. Тие игра некои се 5-10 минути, а потоа ќе замине, а јас продолжував да играм. Тоа можеби вака да се навратам наназад, ме враќа дека можеби она што ми недостасувало во детството го изиграв со моите деца додека беа се уште мали. Да. Сте го надополниле? Да, сум го надополнила баш можеби она што можеби ми недостасувало. Сега за сега навистина не ми текнува некоја детска навика, можеби. Но не мора да се на прекрасен одговор, да. Ете ве навративме на детство, верувам дека долго време не сте зборувале и сама со себе не сте размислувале за тој период од вашиот живот. Не сум размислувала за тој период и дефинитивно можеби треба да се навратам па да се сетам на некоја детска навика која што попадна во мојот живот очигледно комплетно исчезнала. Каде пораснавте, во кое мало?
Пораснав во Жданец, тоа е во близина на Козле, до 14 години таму живеев, па потоа со моите родители се преселивме во Ново Лисиче, така да оние тинејџерските денови ги поминав токму таму. И јас секогаш билам во животот, секогаш сум среќавала луѓе кои што многу ми значеле и ми го значиле животот, а секако моите родители се оние кои што ми ги дале оние прави животни навики. А една од битните навики и вредности е тоа да никогаш не се откажуваш во животот, колку и да е тешко. Значи нема да се откажуваш затоа што секој лошо доаѓа за добро и сакаш велам, значи колку и да е. Да, причината е онаа која што и мотивот нешто те води да едноставно издржиш и во најтешките моменти. А и оној не успел само оној кој што не се обидел повторно. Така е. А јас повторно само се обидувам и дефинитивно тоа е можеби мојата карактеристика што на ниту една пречка не застанувам. Така. Да. Браво. Јован, имаше доволно време да размислиш. Да, вели ако можеш еден ден да поминеш како некоја позната личност, која личност би ја избрал? Можеби Том Круз. Зашто? Затоа баш што специфично. да, некако и нели самата биографија за него вели дури во текот на детството тој морал да работи за да ја помогне на нејзината мајка. Таков бев и јас, од многу мал се трудев да бидам тоа што сум денес. Иако, како велат, имам многу да му телеп, некоја лична поврзаност со него, да. Сум се борел многу да ја помогнам на мојата мајка и обострано се било тоа и би сакал баш да бидам барем за момент тој. Да видиш како е да се биде Том Круз. Сигурно не е едноставно. Не, дефинитивно. Одлично ти благодарам. Кирил, твоето прашање? Да, што си во хороскоп и што велат астролозите за твојот знак? А ти затоа овде на телефонот нешто проверуваш. Кажи ти ние ќе ти отвориме натална карта. Вака во хороскоп сум лав. Добро. Да. Во август? Како? Во август и тие првите крајот на јули, значи поточно на 29 јули сум роден. Првата декада. Да. И сега за вториот дел на прашањето, што велат астролозите за твојот знак? Делно се согласувам со нив, нели отворив да се уверам, да добиам потврда за тоа што го мислев. Да, нели лавот е символ за лидерство, како крал на животните. Така да од аспект на лидер добро ти оди. Ти благодарам за да мотивирам некој да ги промени своите навики во животот и експоненцијално да го промени животот во добра насока, тогаш да се согласувам со нив. Секако, одличен знак. Мислам сите знаци за супер, зашто немајте малку да си направиме муаме за хороскоп. Зашто не вие што сте во хороскоп? Стрелец. Јас сум стрелец, а сопругот мој е лав и дефинитивно лавовите се посебни луѓе. Па значи биде да сега. Да, кај ќе доби комплимент. Вам сега ви е роден, сега стрелец. Да, 17 декември сум јас баш на Варвара и дефинитивно стрелецот пред извесен период баш онака едно мотивационо видео што излезе, е тој момент кога и во најтешките моменти ја гледа светлата точка и никогаш не се откажува. Баш нешто што ме карактеризира и мене и дефинитивно оптимизмот е оној кој што последен умира. Не дека реално не ги гледам работите, меѓутоа надежта е таа која што ме води само напред во животот. Да, точно, така и треба. Јован? Емотивче рак. Рак. Кратко и јасно, рак се подразбира. Добро, супер. Да ги погледнеме сега фотографиите. Вилјана, ќе почнеме од вашите. Така. Мислам дека се веќе подготвени. Комбинација се на работни и приватни. Така. Ова е слика во која што за Ден на орално здравје, 20 мај, сме во училиштето Орце Николов, каде што заедно со доктор Нина Дентал, тоа е незината ќерка, мојата ќерка и внука, заедно одевме на еден едукативен настан, што значи превенција и заштита на оралното здравје, така да секогаш сакаме здравите животни навики да ги пренесуваме уште од најмала возраст. Ова е едно од многуте активности со доктор Нина. Ова е смарт проектот во кој што сме на едно исто место, председателот на Сдруженијето на приватни аптеки, председателот на фармацевската комора, Аријана е од Фарма Експерт, она ни е едукаторот, доцент доктор кој што протоколите ги носи во Македонија и дефинитивно новие смарт проекти се посебна енергија, пренесува целото знаење и светските стандарди тука во Македонија. Ова е дел од приватниот живот, она што ме исполнува, да, кој би рекол, сите велат личиш на научен тип, најмалку можеме да те замислиме на мотор, меѓутоа моторот ми ја дава посебната нова димензија заедно со мојот сопруг и знаеме секогаш кога е убаво времето да одвоиме 2-3 сати и да ја прошетаме за се уште оваа убава Македонија. Да. И јас секогаш велам дека
може би еден живот, како велате малку, за да ги видиме сите убавени на оваа земја. На оваа тема, особено нашиот колега кој што не е позади камери, Буби Домазитов, верувам дека ќе се сложи со вас, бидејќи тоа исто така. Така, ова е еден нов момент, значи пред некои си година дена го купивме југото, тоа е олдтаймер и знаеме преку има една здружение за олдтаймери каде што се организираат релија низ Македонија. Ова е едно од тие релија кој што беше организирано во Централна Македонија. На некој начин убава дружба, позитивна енергија и нешто што дефинитивно, повторно ќе кажам, бараме начин како да се мотивираме и да се наполниме со позитивна енергија. Ова сум јас баш на Gentleman Ride, имаше мотособир секој мај месец, мислам дека е. Па може време да се направи Lady Ride. Lady Ride може да се направи, да се мотивираме, И има доста жени кои што возат и на вистина големи и јаки мотори. Браво. И треба да не мотивираат. Ова е Охрид. Ние го сакаме Охрид и зимно и летно време. Ова е мојата фамилија, киркичката која што ми е 17 години, синот 20 години, мојот сопруг. Во Охрид ја црпиме дефинитивно целата енергија и мислам дека баш посебно место каде што секој водици на 19 јануари синот и сопругот влегуваат во светената вода на езерото како една мотивација за се она што животот ни подарил. А вие морална поддршка. Да, и значи, огромна често излегувате од комфортните зони. Да, излегуваме. Ова е еден од нашите летни одмори. Јас секогаш велам децата се големи, меѓутоа имаме еден договор по 7 дена лето и 7 дена зима да одвојат за фамилиарна дружба. Дај Боже фамилијата да ни се зголемува, па тука да бидат и 6 особи војнина и повеќе. Да, едноставно тоа е нешто што не мотивира. Љубовта кон фамилијата е нешто што и во најтешките моменти ми дава сила. Ова се моите две сестри, Наде која што најдоле средната сестра од мене помала 6,5 години и најмалата 8 години, Елена. Елена живее во Белград и они ми се на некој начин водилка и мотив за тоа што се двете многу успешни и јас се гордам дефинитивно со нив, затоа што на некој начин пак фамилијата е она која што дава енергија. Ова е старата скопска чаршија. Јас секогаш велам автентично, и јас секогаш кога доаѓаат било кои од странци во Македонија, наши пријатели, секогаш сакаме да ги прошетаме и да ги видат убавините на нашиот град. И дефинитивно она е што ги учиме и ние нашите деца дека љубовта кон Скопје, кон Македонија е нешто што треба да го растат во себе и кај да одат во светот да ги видат убавините пак да се вратат назад. Ова е едно од нашите зимувања, оние 7 дена кои што треба да ги поминеме заедно во зимо. Едноставно уживаме во снегот, уживаме во заедничките моменти и дружби и дефинитивно би посакала секој да може да го осети, што значи љубовта и посветеноста кон фамилијата, затоа што ниту еден успех на професионално ниво не е целосен доколку нема на кого да ја пренесеш понатаму. А ова е една од нашите дружби, ние сме едно големо весело друштво и не користиме само моменти за прослава како што се родендени. Ова е еден од родендените на нашите пријатели во Будимпешта. Собрани сме најмалку 3 до 4 пати во годината, знаеме да направиме заедничко дружење, дали во Македонија или на некоја друга дестинација. Важно е дека со ова пријателства кои што се долгогодишни, кои што на некој начин повторно јас ќе кажам не полнат со енергија да ги сдржиме сите оние напорни денови на работа. И даваат квалитет и содржина на животот. Огромна содржина на животот. Ова е едно од панел дискусиите кои што се во организација, значи на Ани Медија, конкретно како панел дискусија во кој што во денот на меланомата правиме превенција и пренесуваме информација не само меѓу нас како здравствени работници, туку преку жив пренос и до сите пациенти, што значи навременото препознавање на промените на кожата, што значи превенцијата. И таа фотографија беше и нашата колешка, Билјана Дебарлиева. Да, Билјана Дебарлиева е редовно модератор на овие панел дискусии. Ние имаме долгогодишна соработка со нејзе. Станува збор за здравието, тоа навистина е. Тоа е специјалност. Специјалност и затоа велам, ние секогаш велиме дека
преку ваквите панел дискусии правиме еден мултидисциплинарен пристап, односно гледаме колку можат специјалистите, матичните лекари и фармацевтите ако делуваат заедно, многу повеќе да превенираат и да се вклучиме во јавноздравствени кампањи кои што за жал во Македонија се многу ретки, а аптеките се во идеална позиција да ги поддржат овие јавноздравствени кампањи и да помогнат во подигнувањето на свеста, во превенција и во овие здрави животни навики за кои што денеска зборуваме. Одлично, ви благодариме многу за фотографиите. Продолжуваме ние со фотографиите на Јован. Така е. Со пехарот. Сега ќе Пехар, диплома, се. Диплома, да. Ова е дел од моментот на Малта, второ место за шминка. Како што понапоменав, тогаш прв пат се соочив со нигерка, со темна кожа. Ова е салата од која ми ја доделија втората награда. Во продолжение мислам дека ќе погнеме Мајка те срекна ли беше? Да, дефинитивно. Момент кој навистина нема да го заборавам, е го моментот. Еве го моделот. Да, моделот како течеше шминкањето, односно процесот. Тука сработив мене со оглед на тоа што имав одлучено да работам некој лук да биде шајни, да биде цела голд девојката да изгледа. Ставивме еден интензивен кармин со златни нели вештачки трепки. Еве го моментот на ред карпет фризурата. Ова е почетната конструкција, да. Почетната конструкција на фризурата. Или како ја викаш ти стручно се вика тоа? Кокче. Кокче. Ете, научивме нешто или денеска ново. Па не знам, ние на балет пунче ги викавме сега како кокче го е. Како кокче, да. Ете го моделот, Еве го моментот, да. Ова е почетниот дел, еве вака се изгледа салата, каде што се натреба, да. Секој практично си имате свој Своје работно место, да. Работно место. Овде имаше краток говор или не? Само представување, кратко представување, да. Јас сум тој дојдо би го земал првото место. Фала на него, доволно е. Браво, баш гордост. Гледате го тука и истиот момент. И тебе да те навратиме. Да. На фотографијата сме јас, мојот татко и мојата сестра, тука е во родното Лескоец во Охрид. Морам да се ги поздравам моите нели кои моментално не гледаат. Така е. Да, сигурно. Мојата сестра Емилија тука мислам има 7-8 години. Ова е првиот пат 2016 година кога освоив прво место исто во джуниор со мојот модел Маја под менторство на тогашниот мој Сашко од Арснова. Морам да го поздравам, од тука започна мојата кариера од средното образование. Ете го пулсот на мојот живот, мојата мајка, Снежана, исто да ја поздравам во овој момент. Одека сме на одмор во Бугарија, мислам дека да, 2002 или 2001-2002 година. Еве ме мене. Сладок си тука. Баш ми е драго што ги отвори албумите. Да, некој копер светло дете. Добро. Исто е овој момент од одмор со мојата мајка и мојата сестра. Тука не знам дефинитивно, тука имам сигурно да 2 години. Еве истата локација. Да. Дома во нашата куќа со мајка ми и со сестра ми. И еве една целосна фамилиарна слика. Така. Имаш ли време за сестрата, за мајката ги подготвуваш ли? Сакат ли они нешто? За жалост, оглед на тоа што нели потекувам од Охрид и тие се живеат во Охрид, да. Многу ретко, но секако за најбитните настани мора да се погрижам за нив да изгледаат секогаш најубаво. Со време закажуваат се. Со време, да, дефинитивно. Да. Ова е последната фотографија, баш убави фотографија. Ова многу ти благодарам. Каде на друго место ќе ги покажеш овие фотографии? Така, нема на друго место каде да се покажеш. Ете, баш убаво. И сигурно ти се вратија некои убави сеќавања од детство баш. Да, дефинитивно. Да, тоа е идеја. Добро, супер. Одиме со фотографиите на Кирил. Еви ретро, Кирил. Да. Не бил вежбач и тој од секогаш. Ова колку што ме држи сеќавањето е во далечната 2006-2007 година. Па добро, ја че сакаше да бидеш ти сега како мал. Не, ама љубов спрема музиката сум имал уште од мали нозе. Сигурно next time ги гледал Евровизија нешто. Понатаму тој период беше. Во другите слики имам љубов спрема пијаното. Исто и ова слика е пред дочекот на Нова година. Да.
Традиционално еде по подароците се тука поделката. Тука имам 3 до 4 Со години. джемперче така. Да. Ова е слика... твоја фотографија пред. Да, таа е Сега пред. си потоа. Ова е колку што ме држи пак сеќавањето сликано во Охрид. Да. А тогаш Така беше е. од кога ги симнав килограмите. Тоа е 2020 година, така нешто. Одма после короната. И ова е сликата после тоа. Тоа е трансформацијата која што ја направив. Повеќе или сакаш сега да се фотографираш од порано? Па. Дали сакам сега? Сум имал желба и порано се фотографирам, а сега таква ми е професијата, така да повеќе бара сликање. Да, дека мораш. Да, оваа слика ми е од полуматура. Лептир маш, но... Од Албанах. Да, сликана е за првенец на генерацијата Браво. во Основното општинско училиште Мано Штурновски и Ново село. Од таму, тоа е 2018 година, така нешто. Добро, одиме со следната. Сега си сериозен. Да, ова е символ нели за тоа што го работам. Класична фитнес поза. Дел од Сите после теретана на фотосесијата. огледало ова го прават, верувам. Да се види Само бицепс. што ова не е во огледало, туку во Добро, ова е, објектив. да, Да. ова е фотосесија, Да, ова е слика која што е дел од фотосесија. Добро, но со оваа вежба убаво се гледа бицепс, рамо, трицепс. Да, исто и оваа слика е дел од фотосесија. Овдека покажуваме Дел од дефиниција. промотивниот материјал. Овдека покажуваме дефиниција на мускули и како тоа треба да изгледа едно здраво човечко тело. Како од вако, од биологија да сме отворили. Да, овдека Тимот на Кирил. да, фокус е повеќе на нели маичката што е Тим Кирил. Да искористам прилика да си ги поздравам сите мои клиенти кои што се со физичко и со онлайн присуство кај мене. Секако. Оваа маичка ја добива секој како символ на едно заедништво, кој што се бориме за подобро општество. Браво. Да. Исто и оваа слика, ова е проект заедно со теретаната форма што го направивме. Ете го Паркли централно. Да, Нема шанса Паркли. да го утнете. Морам да кажам дека сум горд на сите што се тука и што не се тука, затоа што тие се луѓето кои што ги избраа резултатите пред изговорите. И горд сум на сите нив, затоа што да не беа тие, нема да бев ниту јас. Да, секако. Взаемно е. Да, еве го и Баркли. Оваа слика е настаната по остварувањето на нашата прва цел, минус 15 килограми. Сликано е така нешто пред летото, не знам, април, мај месец, не ме држите за збор. Да, сега и повеќе ослабен. Сега е повеќе, да, околу 25, така нешто Вели сме се доле. чувствувам како да изгубив дел од себе. Тоа Баш сега на сакам Паркли да го звучи прочитам. тоа. Да, баш него. Да, и ова е слика од мојата фамилија, да ги поздравам и нив, пошто ми се нели најголема Секако. поддршка. Тие се во Струмица, така? Да, да, тие се Често одиш таму? Струмица, па знам нели да ги постам, доста често да кажеме. Браво. Доаѓаат и тука, верувам. Па да, доаѓаат и они тука. Ама ако Они- може... тие Па не не се- сме далеку, за во нашава држава за час и половина Така, стигуваш. Струмица Секаде не е се воопшто стига. Добре, далеку. добре. Да ги Добре. поздравам нив и тие што се дел од мојата поширока фамилија. Да, овдека е исто како што ме држи секавањето од патрониот празник на општинското училиште во Ново село. Овдека свирам некоја композиција валцер, така да Браво. имав, како што кажав, љубов спрема музиката уште од мали нозе, посебно спрема пијаното, затоа што тоа во тој момент ми исклучуваше од реалност и ме поврзуваше со себе. Денеска знаеш ли го имаш ли тој Да, синтезајзер? повеќе од 9 години имам свирено на пијано, така да тие се вештини кои што тешко се забораваат. Така. Да тоа ќе живее во мене додека дишам. Да, како одлучи да од музика да се префрлиш на фитнес? Па, како? Во секоја етапа во животот не водат повеќе идеи. Битно е да се пронајдеме себе си. Јас во ова се пронајдов, како што кажав, дека ми исполнува помагањето на други. Така да тоа е Преовлада тоа. Супер, баш убаво. Важно е ти да си среќен што и да правиш. Мислам сите ние на крајот од денот е да лигнеме срекни и задоволни со тоа Така, што да си следиме својата мисија која што си Така е. имаме тука. Да, тука никаде ќе ви се заблагодариме за гостувањето. Се надам дека ви беше пријатно, дека раскажавме многу убави приказни и дека повторно ќе ни дојдете во Здраво Македонија. Секако. Благодариме секако за поканата и она кое што веруваме дека во зидните генерации ќе оставиме се некакви вредности кои Да. што децата ќе ги задржат во Македонија да творат и живеат тука во оваа наша убава земја. Да. Така, посакуваме успех и да се гледаме за убави работи.